Само што не паднав. Занемарете го цел овој хаос позади, пошто секој женско пред спремање, значи, собата е бомба. Пред да се спреме, ја денеска се спремам за отварање на новото студио на Bobcat. Се мислам дали овие чизми и дали ово фустанче да го облечам вака бело со као нешто каубојско да биде, али сепак мислам дека црново ќе си остане. Косата си ја средив сама и се нашминкав секако сама. Али ова ќе биде секако средено, нема да биде оставено вака у хаос. Пред се сакам да ви покажам една ствар, чека вака да се препаркирам. Ова е бундата што сакам да ја продадам. Значи, премногу ми се свија, премногу си ја сакам и се, али кога ќе видам дека секоја втора девојка ја носи истата, више купување бунди од Зара никогаш. Пишете ми тие што сакате да ја купите. Знам дека сите сте виделе пинч, ама волку дебел пинч немате видено. Еве го буцките. Видите колку е оно дебелко. Еј. Кај е мамичка? Кај е мајка ти? Кај е мајка ти? Кај е мама? Ке дојде мамичка? Ене. Ето, она само на мајка и реагира, значи, кога ќе се спомне. Нас не сака она. И секако, јас имам уште малку време, така да ќе си ја исчистам собата. Малце да ја доведам у ред, пошто стварно е бомба од моето спремање. Како што видовте, тоа беше моето кученце. Дора ја чуваме више колку 13 години. Јас сум поише љубител на мачки, али секако ги имаме сите можни животни во дворот. Зашто мене ми е секако жал за некој кученце кога ќе го видам на улица и јас си ги собирам нормално, а мајка ми е таа првен што се противи, што ме кажува, знаеш, како доста ги собираш и се, и на крај стануваат дел од нашата фамилија. Така да, убаво е, животните се секогаш многу подобри од луѓето. Имаат поише разбирање и такви ствари што луѓето ретко кој има разбирање. Хаос бомба. Женско кога се спрема. Јас ја спремив собата на брзина, се исчистив, се ставив накид и едве чекам да отидам на отварањето. Многу се радувам, значи многу ми е мило кога некој успева во животот, кога со својот труд ќе дојде до некоја друга цел, што се вика до друго ниво и баш ми е онака мило за Бобче. Со све у нас. Дезерт. Спремни. Добро вечер. Ајде да има пари. Ладно. Марија Мајца. Ајде шпански. На тераса. Добро. Ајде. Ебика. Волко? Доволна. Домакински. Пегла па ништо живо. Бевме на отварање на салон, а
А сега идеме на аеродром. А тоа дали јас ке стигнам на бензинска е знак прашање, пошто нафтата ми е на нула. И само да видите, ова е нула, нула испод нуле. Јас имам таква навика да оставам, значи, скроз до крај да се потроши нафтата и после да отидам да ставам вака со последни сили. 5 ујутру, ние на аеродром. Не бе жива сила. Не бе, ние сме небитни. Зашто да се врти? Вчера бев на отварање на студио, а денеска идеме на друг ивент. И јас стварно не знам дали вака да идам. И дали воопште ова да го ставам тука како додаток. Пак ми се свиѓа како изгледа, ама сепак откупчено. Тој ефект сфенирање на камалца да се постигне. И јас сум готова. Многу ме интересира што мислите за машки и женски пријателства, дали воопште постојат или не, какво е вашето мислење? Пошто моето мислење е дека сепак постојат и дека сме ние тие што ги ставаме тие граници, дали ќе бидеме пријатели со некој или нешто поише со било која особа. Ја во животот, например, сум имала поише машки пријатели, отколку женски. Мислам и женски имам секако, али секогаш секогаш кај мене се потврдило дека машките пријатели уствари се многу подобри од женските што сум ги имала. Некако можам да кажам дека ние жените сме поише така позлобни, да кажам, а машките се малце поглупи и не знам, не се толку итри како жените, например. Ќе кажеш нешто на некоја жена и одма после тоа ќе се разгласи, а кај мажите малце подругачие, некако бираат со кого би споделиле, а жените не бираат, например. И полицемерни се секако. Секој маж ќе ти рече поише, знаеш, како ќе се радува поише на твојот успех, отколку некоја жена, пријателка или другарка. Вчера се борев да ставам нафта што побрзо, а сега испуштив бензинската да си купам мастики. Така да, следната бензинска е за некои 50 минути, така да... Ја се надам дека и таа нема да ја заборавам и дека ќе купам таму. Иначе денеска сум цел ден поспана некако, дали дека во 5 сат бев на аеродром и све ми е мутно, џабе спиев и толку време и се некако ми фали да се одморам. Али како год, значи, у светот со полно лоши луѓе, вие видите добрите. Видите тие што, не знам, ќе го разубавуваат животот, што ќе си ги ценат своите пријатели, што ќе ги поддржуваат, у било што да прават, што нема да ги осудуваат. Видите вие таа промена. Значи, ако некој не се менја, И зашто се дрзнав за темата машко и женско пријателство, е тоа дека повеќето, например, машки еве, например, дечко или, не знам, некој дварач што ти се пушта или така. Такви стари, им смета, например, да имаш машки пријател. Кога ќе им кажеш дека имаш другар, се као некако, чему проблем? Значи, ја не разбирам кој е проблемот да имаш другар. Јас сум бил врска со дечко кај што не ми дозволуваше да имам никаков машки другар. Мислам ни другарка, ни подругар, кај што мада тоа е друг случај, не е ни за коментирање, али сакам да кажам дека не треба, значи било која девојка што е во врска или што не треба да си ги ограничува тие работи, да
Сега знаеш како ќе фатам дечко и готово, знаеш како нема више да искачам со другарите, како ќе намалам со нив со искачање. Не, напротив, зашто да не искачаш? Запознај го дечкото со другарот. Дај му до знање дека немате ништо, не се дешава ништо помеѓу вас. Така се стекнува доверба, а не после, па не ми верува, после нема ни да ти дава со другарки да искачаш. Али сакам да кажам, значи не се менјајте за никого. Ниту за дечко, ниту за другарка, ниту за другар, ниту за било кого. Менјајте се само ако вие осетите дека сте на едно исто место, дека сте у една иста енергија и дека едноставно не идете напред, него само се враќате наназад. Земавме да се сликаме и типов се направи паметен, тука почне да ми пушта музика со кола. Тоа ти. Не само што застана, него картичката не му помина горе, па типот се враќаше од што нема попаметна работа. Ногти правиме. Не ви кажам каде, пошто уште ме нема заследено на каналот, така да кога ќе ме заследи, тогаш ќе кажам каде. Добро јутро, драги мои! Јас, значи, премногу се радувам што даѓа пролет, што ќе биде топло, еве, иако денеска малце сонцето така као се крие, али сепак е топло, убаво и шта још боле може бити. Леле. Од сите страни трчаат, скачаат, значи нема тука правила, пешачки, едно друго. Само треба да бидете спремни на се во овој Бангладеш. Иначе сакав да ви снимам викендов влогич од Црна Гора, ама ми искочи некои работи и не успеав да отидам. Така да у најбрзо време ќе гледате влогич од Црна Гора. Еве кој краде по бутици.